навидум би рекол ништо ново не се смени, иако има некои суптилни разлики во пораките што беа вчера пратени од тоа до сега, например, дали додека сум јас премиер нема да има уставни измени, дали е различно со ова што се кажа вчера дека сме подготвени да платиме цената, но во суштина веројатно нема многу промени, веројатно во очекување уште со контактите со новата бугарска влада дали ќе има придвижување таму или пак во тековите во Европската унија за промена на начинот на гласање, односно да се укине ветото на некој начин, односно едногласноста. Секако тоа нема брзо да стане ни едното ни другото. А нов момент беше и ова со извештајот од Вајц, не во однос на вчерашните настани, но деновиве се поднесен амандманот за толкување за протоколот 2, така да веројатно сите тие работи се во игра за следните чекори, иако да генерално не гледам поместување во опозицијата на Македонија да се оди кон уставни измени или кон некакви отстапки во однос на тоа. Хрватска секогаш била поддршка, но беше и Унгарија, беа и многу други земји, но со таков начин на одлучување секогаш е доволно една, дури не знаеме дали само една земја се противи на членството. Беше прво Грција, па стана Франција проблем, па сега Бугарија, па сега целата Европска унија, односно за едно вето може да се кријат повеќе препреки или пречки. Она што е моментов е дека е тоа предизвикано од Бугарија, но е веќе заедничка европска позиција. Ако сакаме таа да се промени, ќе мора пак сите 27 да гласаат за некаква промена на преговарачката рамка или исклучување на протоколот 2 или слично. Хрватска може да придонесе во тоа, но не може да го реши проблемот. На крајот и Бугарија ќе треба да гласа за тоа, ако сакаме било каква измена. Поддршката сме ја имале, но не сме, како да речем, не сме виделе резултатите, односно сите овие не биле доволни, дури Меркел беше една од најголемите поддржувачи, но не успеа да надмине блокадата. Го спомнавте гласањето со двотретинско мнозинство во ЕУ, идеја која што со децении се врти низ европските кругови, но никако да добие консензус од земјите членки. И кратко во контекст на писмото на германскиот канцелар Мерц, особено во контекст на Западниот Балкан, за кој што пишува дека треба да биде привилегиран наблюдувач со забрзана постепена интеграција. Двете тие работи се, да речеме, на некој начин во прилог, но и двете нема да бидат брзо. Добро е што и Европската унија, тој нивни процеси самите разбираат дека ова ги кочи во глобалните игри и стануваат по-ирелевантен актер на глобалната сцена, ако продолжи ваквиот начин на одлучување. Така да мора да се реформира, но очигледно не оди тоа толку брзо колку што некои луѓе сакаат да видат. Ја повеќе би се кладал на другите иницијативи, поврзани се некако се различни од Мерци. Предходно беше од Рама и Вучич предлогот за политички влез, така да речеме, асоцијативен влез, што е нешто слично со ова, но добро е дека се зборува за овие опции. И може би тоа ќе произлезе нешто во побрз рок, бидејќи тука движечка сила е Украина и состојбата таму, односно како ќе се разреши ситуацијата со војната таму, и тоа ќе отвори пат веројатно за сите земји, пошто не би било, да не речем фер, секако не е ферно, но не би било нелогично да се возможи влез на Украина, а на земјите од Западен Балкан да останат повторно пред вратите на